Почнува 360 степени на МРТ-1. Во ова издание на емисијата ќе гледате разговор со председателот на управниот одбор и генерален директор на акционерското друштво во државна собственост Електрани Лазо Узунчев. Станува збор за компанија чија примарна задача е производство на електрична енергија, во чија собственост се РЕК Битола, ТЕЦ Осломе, серија хидроцентрали и електрани на обновливи извори, што ја прави витално важна за земјава. Станува збори за компанија која има историја на корупциско-криминални случаи во кои или веќе се докажани или допрва треба да се потврдат злоупотреби во милиони евра. Тоа само по себе подразбира дека инсистирањето на транспарентност и отчетност во работењето на АДСМ е демократска неминовност за да се обезбеди рационално менаџирање со државните пари и ресурси. Во таа функција интервјуто што следува со првиот човек на компанијата, кој на директорското место дојде без претходен опит во енергетиката, иако е магистер по технички науки од областа на машинството. Господин Узунчев, благодарам што прифативте поканата да гостувате во 360 степени. Благодарам за поканата и честа да бидам гостин во вашата емисија. Не чека тешка година, така рече премиерот, неколку пати во изминатите неколку дена, мислејќи на последиците од случувањата на Блискиот Исток. Имајќи предвид дека во технолошкиот процес за производство на електрична енергија се користи и мазут, а неговата цена и достапност се променливи категории во овој период, дали таа изјава на премиерот дека не очекува тешка година во еден дел се однесува и на производството и снабдувањето со струја? Секако. Меѓутоа, покрај мазутот да не го заборавиме и импакт факторот на нафтата и нафтените деривати во производствениот процес, поготово во производството на јаглен. Така да и порастот на цените заради случувањата глобални покрај на мазутот и нафтата и нафтените деривати влијаат во порастот на вкупните трошоци во работењето на компанијата, а со тоа и како импакт и во вкупната цена на произведен мегават час. Во кој сегмент нафтата и нафтените деривати? Нафтата и нафтените деривати се вклучени во како трошок кај основната и кај помошната механизација, но и кај механизацијата која што ја користи операторот во рудникот Брод Неотино. А при тоа, вие знаете дека заради потребата за увоз на јаглен, заради дополнување на количините и квалитетот на јагленот што го користиме во производствениот процес, тоа влијае и на цената на увозниот јаглен. Сега да објасним уште малку. Мазут се користи во технолошкиот процес поради послабата калоричност на јагленот и поради дотраените постројки. Сега, моето прво прашање во овој дел би било дали и понатаму расте количината на мазут што се користи во производството, бидејќи таков еден тренд имаше во последните години. Да. Просечната калорична вредност на произведениот јаглен во Битола е околу 1430 килокалории врз килограм, а самите котли се прилагодени, односно предвидени да работат на околу 1600 до 1800 килокалории врз килограм. Количината на увозен јаглен не е во таква количина да се прави микс кој што ќе возможи драстично подигање на просечната калорична вредност и затоа мазутот ни е потребен за потпомагање на согорувачките процеси во котлите, за да може да се постигне оптимална температура за работа на истите. И го имате податокот за 2025 колку мазут е потрошен? Видете, факт е дека мазутот кој што го трошиме во електраните се од година во година расте. Ние во 2025 година завршивме со 24 грама врз киловат час произведена енергија. Тоа кажано народски, ние дневно трошиме околу 80.000 тони мазут за еден блок работа. Вкупно во 2025 година во РЕК Битола и во РЕК Осломе потрошивме 58 милиони килограми мазут. Да, сега споредено со 2024 кога се потрошени околу 48.500, така, тони мазут, тоа е раст за околу 20%, така му доаѓа. Околу 18% е растот. Што значи трендот продолжува? Трендот на пораст? Трендот оваа година не очекуваме да порасне, бидејќи
Веќе е стабилизирана работата на котлите и во трите термоблокови во Битола и во Кичево, после оние опсежни ремонтни активности кои што ги спроведовме во 2025 година. Очекуваме дури и тренд на благо намалување, така да согласно планот за производството за оваа година, предвидено е ние оваа година да потрошиме помеѓу 49 до 52 милиона килограми. Да се вратиме на последиците од тоа што се случува на Блискиот Исток. Прво, дали добавувачите успеваат да го исполнат тоа што го преземале како врска од договорите што ги имате со нив? Зборувам за добавувачите на мазут. Бидејќи тука има една логична предконстатација дека веројатно станува економски неисплатливо за нив ако набавуваат мазут по повисока цена од онаа по која што ви ја фактурираат вам. Така е. Веќе подолго време нашиот договорен добавувач се соочува со сериозни предизвици во обезбедувањето на достаточни количини, но при тоа економската логика му наметнува да тој излезе од договорот, односно го раскине договорот со нас. Зашто? Затоа што од ескалацијата на судирите на Блискиот Исток, цената по која што нашиот добавач го набавува мазутот од ОКТА е многу повисока од договорно продажната цена. Меѓутоа, ризикот од раскинувањето на договорот покрај активирањето на банкарската гаранција носи и негативна референца за идни учества на идни тендери и економскиот оператор се уште со крајни сили успева да ги исполни нашите очекувања за количини на мазут кои што ни се потребни во производствениот процес. Се користат ли државни резерви на мазут? Во овој момент не. Вие знаете дека со последната прогласена кризна состојба за снабдување со електрична енергија во декември 2025 година, владата нас ни додели 5250 тони или 5 милиона и 250 хиljadi килограми мазут. Ние од тие повлековме само половина и во моментов имаме околу 2700 неискористени тони мазут кои што ги чуваме во силосите, односно магазините на Макпетрол и ОКТА, кои што имаат лиценца за чување на државните Преведено во денови колку? За колку денови се тие? Во зависност од тоа со колку блокови ќе произведуваме електрична енергија, бидејќи согласно временските услови и планот за производство ние во наредниот период ќе произведуваме во еден, евентуално два блока, ние имаме помеѓу 25 и 50 денови мазут за согорување. Имајте во предвид дека надвор од државните резерви, во нашите собствени магазини имаме околу 1200 тони мазут. Тоа се уште колку плюс денови? Тоа е деновите ви ги кажав кумулативно, односно ги споив сите количини. Добро, но предпоставам дека го анализирате ризикот од проблеми во иднина, во следниот период. Може би државните резерви ќе ви помогнат во еден даден период да немате ситуација во која што ќе имате проблем со производството на струја, но како мислите среднорочно и долгорочно да го решавате овој проблем? Будно следиме ситуацијата, доколку ескалира проблемот со снабдување со мазут, ќе побараме од владата прогласување на кризна состојба со снабдување со електрична енергија, што ќе ни овозможи да повлечеме дополнителни 50% од моменталните државни резерви, кои што се 5 милиона и 250 хиljadi килограми во моментов. Што значи дека ќе може да повлечеме нови 2700 тони од државните резерви. Кога ви истекува договорот со тековниот добавувач? Тој е подпишан на 12 месеци согласно оваа динамика на испорака. Исполнетост на договорот, тој би требало да заврши во февруари следната година. Значи има уште многу време. Има уште многу. Уште многу време. Добро. Сега со оглед на овие околности за кои што зборуваме, тренд на зголемување на учеството на мазутот во технолошкиот процес, зголемување на цените, непредвидлива ситуација, логично ли е да очекуваме дека цената по која што електрани му ја продаваат струјата на универзалниот снабдувач, тоа е EVN Home, од 1 јули ќе биде зголемена, а консеквентно на тоа, веројатно потоа ќе има корекција и од страна на регулаторната комисија на цената по која што EVN им ја продава струјата на домакинствата. Знам дека ова не е прашање за вас, но во делот на чинење
и во делот на трошоци на електрани секако дека имате ингеренции. За жал или за среќа, логиката никогаш не била пресудна во одредувањето на цената која што ЕСМ ја дава ја нуди на тендерите што Евана Хоум ги распишува за снабдување со електрична енергија према крајните потрошувачи. Тоа се домаќинствата и малите потрошувачи. Меѓутоа, ако се земе во предвид дека од досегашните 76% со кои што термото, односно термоелектраните учествуваа во вкупното производство и покривање на конзумот кон Евана Хоум, денеска сме на 50% заради одличната хидрологија која што имаме. Имајќи во предвид дека просечната производствена цена во хидрото ни е околу 12,9 евра за 1 мегават час произведена енергија, и имајќи во предвид дека ние најмалце до крајот на јуни ќе возиме по истиот редослед, односно повеќе од половина од производството да ни доаѓа од хидрото, тогаш и трошоците кои што во овој момент ги имаме кај термото, а каде што се право пропорционално зависни од цената на мазутот и останатите енергенси, односно нафтата и нафтените деривати, не очекувам дека ќе има потреба да ние пред владата излеземе со зголемени трошоци и на тој начин да проектираме дека бараме повисока цена во втората половина од 26 година. Ако се следи логиката на последните неколку семестри, цената на крај по која што електрани му ја продаваат струјата на универзалниот снабдувач расте. Сега е 65 евра за мегават час, претходно беше 62 евра за мегават час, така што ако ја следиме таа логика, јас би рекол не е нелогично да очекуваме изголемување. Но еве вие нудите аргументи кои што мислите дека ќе одат во насока оваа цена да остане. Видете, од доаѓањето на новата влада во 2024 година корекциите се прават на годишно ниво. Значи ниту еднашка не се направи полугодишна корекција. Така да јас не очекувам дека за втората половина ќе има корекција на цената, имајќи ги во предвид и овие фактори кои што влијаат на нашето барање, односно нашата калкулација за зголемување на цената. Од нашето доаѓање ние во континуитет ја намалуваме просечната цена за произведен мегават час енергија. Колку е за 2025-та таа? За 2025 година просечната цена е 105 евра за 1 мегават час. 105 евра. За разлика од 2024 кога беше 113,76 евра за 1 мегават час. Сега, што вели логиката, кога од 105 ќе одземете 65, колку успевате вие да наплатите од Евана, останува разлика од 40 евра. Тоа е практично загуба. Со колкава загуба ја завршивте 2025 година? 2025 година завршивме со околу 108 милиона евра загуба. Иако плановите на почеток велеа дека ќе се трудите да ја завршите на позитивна нула. Зошто сте се уште толку далеку од тој план? Ве молам, имајте во предвид дека нашите приходи не доаѓаат 100% само од продажбата на електричната енергија кон универзалниот снабдувач. Логиката вели дека ние, ако целокупните приходи доаѓаат од таму, во континуитет теоретски не постои шанса да ние секоја фискална година ја завршуваме или да очекуваме да биде завршена на некоја позитивна нула или, дај Боже, на профитната страна. Во 2025 година планот беше годината да ја завршиме на позитивна нула, затоа што количините на електрична енергија кои што планиравме да ги произведеме ќе не овозможеа доволно достатни количини за покривање на конзумот кон универзалниот снабдувач, но и вишоци кои што ќе ни овозможат дополнителни приходи. За жал, не произведовме доволно количество на електрична енергија согласно планираното, заради причини кои што претпоставам дека би ги отвориле подоцна. Да, ќе ги анализираме. Сега уште малку околу загубите со кои што работите. Анализа на годишните извештаи на електрани ќе покаже дека во 2022 година, вие не сте директор тогаш, се случува драстично зголемување на трошоците. Тие пораснуваат на 514 милиони евра, за споредба со 2021 кога биле околу 290 милиони. Значи од 290 во 2021 на 514 милиони евра во 2022 година, во 2023 трошоците изнесувале 495 милиони евра, 24 516.
колку трошоци имавте лани? Вака сега. Имајте во предвид дека трошоците, кога се анализираат во изминатиот период, многу зависат и од импактот на кризата заради ковид пандемијата. Долгорочно ЕСМ никогаш во последниве 5-6 години не функционираше во нормален период. Само што излеговме од ковид кризата, настана кризата заради случувањата во Украина, за да веќе сега имаме кулминација на сосема нова криза на Блискиот Исток. Трошоците во изминатиот период беа директно поврзани со сите оние јавни набавки кои што беа спроведувани, за кои што ние утврдивме дека во најголем број случаи биле спроведени на несоодветен начин, при што биле набавувани материјални добра и услуги по многу повисоки цени од пазарните. Но може да ни ги кажете трошоците за 2025-та? Во 2025 година се движи негде околу 470. Добро. Тоа не е значително помалку од 516 колку што биле во 2024 година. Да, затоа што директно е поврзано со ремонтот и ремонтните активности на сите блокови, значи трите во Битола и оној во Колку се вкупните долгови на компанијата во овој момент? Во овој момент вкупните долгови се 53 милиона евра. Само 53 милиона евра. Не знам дали е тоа многу или малце, меѓутоа во овој момент 53 милиона евра компанијата има долг према добавувачите. Према добавувачите. А по основ на кредити кај комерцијалните банки? Па вие знаете дека минатата година ние повлековме кредит од 80 милиона евра, во меѓувреме повлековме на два пати по 30 милиона евра, што значи дека вкупно од кога сме ние дојдени, фирмата е задолжена со нови 140 милиони евра. И ако ги додадеме овие 50 и неколку, околу 200 милиони. Околу 200 милиони. Каква е рочноста на кредитите? Кога ќе дојде моментот за нивна исплата? Имаме грейс период од 2 години, што значи дека првата рата од првиот кредит ќе стигне за наплата во 2026 година во ноември месец. Ќе успева ли Електрани сама да го прави тоа, со оглед на тоа што сте акционерско друштво во државна собственост, вие практично се позајмивте со државна гаранција, така? Во случај да не успевате да го вратите тоа, на крај повторно државата, односно државниот буџет ќе мора да го сервисира тоа во ваше име. Без потешкоти ќе може да си ги сервисираме нашите обврски кон деловните банки веќе од втората половина на 27 година, кога ќе ни бидат оперативни и новите производствени капацитети кои што ни се во фаза на реализација. А до тогаш? До тогаш ќе ги сервисираме или ќе ги репрограмираме оние обврски кои што ќе ни представуваат потешкотија да ги покриваме. Аха, господин Узунчев, зошто сте се уште толку далеко од тој план за враќање на компанијата на здрави нозе, на позитивна нула? Затоа што за жал Васко, ние кога дојдовме начело на оваа компанија, зборам јас и управниот одбор, во септември, односно на почетокот на септември 2024 година, начекавме девастирана компанија. Компанија која што апсолутно беше на ивица на екзистенција. Со сите тие директни трансфери од буџетот кои што ги добиваше? Тие трансфери од буџетот беа искористени за да се подмират сите оние договорни обврски кои што ги имале према добавувачите, а имајќи во предвид дека скоро сите од нив биле спроведени на несоодветен начин, огромни средства се одлиени во нечии џебови. Меѓутоа, она што е потрагично е што оваа компанија во изминатите 7-8 години, значи од 2017 година, од август месец па до август месец 2024 година, нема инвестирано ниту еден денар во нови производствени капацитети. Ние во моментот кога дојдовме на чело на оваа компанија, затекнавме неремонтирани, необновени, стари технологии кои што едва успеваат да покријат 70% од вкупниот конзум, кој што не е променет во изминатите 7-8 години. Значи, конзумот во Македонија е на исто ниво во последниве 7-8 години и место да се искористи овој период да се инвестира во нови производствени капацитети, поготово капацитети кои што
ќе овозможат така наречена зелена енергија и ќе овозможат помека транзиција кон истата, ние начекавме компанија која што немаше ниту еден нов производствен капацитет. Последниот производствен капацитет кој што е произведен во оваа компанија е ветерниот парк во Богданци, кој што е имплементиран дури во далечната 2014 година. Кога премиерот, министерката за финансии ќе ги прашаат добро, кога електрани ќе престане да биде загубар, бидејќи ја слушаме реториката од страна на владата, велат престана директните трансфери од буџетот кон компанијата, но од друга страна компанијата се задолжува кај комерцијалните банки, така што еве веќе зборувавме за тоа, таа се уште не работи рентабилно. Што е според вас некаков оптимален рок во кој што ќе успеете да го направите тоа? Јас сум оптимиста, бев оптимист и во 2025 година и оптимиста сум и во оваа година, дека 2026 година ќе ја завршиме на позитивна нула, односно ќе бидеме во профит, можеби не во некои износи кои што се значителни, меѓутоа психолошкиот фактор ќе биде на наша страна, бидејќи годината ќе завршиме во позитива. На што се должи тој оптимизам? Да. Се должи на стартот на годината. Стартот на годината нас ни дава индикации како ќе се развива остаткот од оваа година. Дури со сета неизвестно што ја носат случувањата на Блискиот исток, го кажувате ова? Да, тоа го кажувам со полна сигурност, бидејќи очекувам нормализација на состојбата на Блискиот исток во наредните 2 до 3 месеци, која што повторно нема да не доведе во предкризната ситуација, меѓутоа импактот на цената на мазутот и нафтените деривати, имајќи во предвид учеството на термото во вкупното производство, ќе биде релативно помало и очекувам дека ќе ни возможи дополнителните приходи кои што ги имаме да не доведат на профитната страна. Што е тоа што велите дека од почетокот на годината ви го дава оптимизмот за кој што зборувате? Има една ситуација која што е поврзана со така наречениот СИБАМ, односно таксата за која што Европската унија ја имплементира од 1.1. оваа година за се што е произведено надвор од така наречените зелени производствени капацитети. Заради ситуацијата со СИБАМот и неприфаќањето на зелените сертификати од страна на Европска унија, домашните производители, за жал и сите останати регионални кои што потекнуваат од државите кои што не се членки на Европската унија, направија еден невообичаен импакт, а тоа е да цената на електричната енергија на нашата берза на МЕМО е многу пониска од Хупекс берзата во Унгарија. Тоа нас како производител, кој што има потреба да менаџира со енергенсите, ни овозможува да купуваме ефтина електрична енергија и при тоа да го штедиме и хидро потенцијалот, но и оние енергенси кои што учествуваат во производството на електрична енергија во термоблоковите. Но како крајна цел, интерес на државата ќе биде сепак да го реши овој проблем со така наречените зелени сертификати. Да, јас ја разбирам вашата логика, но тоа не е во интерес, да речеме, на производителите, на приватните производители на струја, нели? И сега вие го користите ова и тоа ќе ви помогне вас во работењето, но не им помага нив, бидејќи им ја бутка цената надолу, не може да продаваат надвор од границите на регионот. Може би да, меѓутоа ова е тема за некоја друга институција. Јас како генерален директор на компанијата се раководам од оние можности, потенцијали кои што во моментов ни се на располагање. А тоа е одличен хидропотенцијал, кој што е за 10% поголем од годишните просеци, кој што ни возможува да ние го користиме секој пат кога имаме потреба да го зголемиме производството и поготово во оние ноќни часови да продаваме електрична енергија по навистина одлични цени. И при тоа да можеме во дневните часови, кога производството на електричната енергија е на многу ниско ниво, значи
Ќе ви кажам еден податок. Вчера на берзата во Унгарија се продаваше електрична енергија за минус 175 евра за мегават час. Вие по какви цени ја набавувате струјата овде од домашните производители? Вообичаено правиме така наречено cherry picking, односно одбиваме во кои часови колку електрична енергија ќе набавиме. Просечно во Q1 оваа година набавната цена ни била околу 30 евра за мегават час. И тоа е огромна разлика меѓу производствената цена на електрани и цената по која што може да ја купи струјата на берза. Така е, ние ја донесовме одлука во саботата и да изгасиме втор блок во Битола, затоа што набавивме електрична енергија за да замениме целото производство на блокот по цена од 16 евра. Споредливо ли е колку ви е производствената цена во првиот квартал? Вака сега. Во зависност од каде доаѓа. Например, во термото е околу 105 евра за мегават час, а кај хидрото е околу 12,9 евра. Упросечено негде околу 92 евра за мегават час. Тоа е производствената цена и таа е пониска од 105 евра од минатата година. Така е. Но кога на купче ќе ја ставите струјата која што ја набавувате од берза, на крај до колкава цена доаѓате упросечено споредено со 65 евра по кои што му ги продавате на универзалниот снабдувач? Имате во предвид дека ние во јануари-февруари оваа година набавивме цена од домашен производител, од Тето. Тогаш цената просечна за двата месеци изнесуваше 122 евра за мегават час. И тоа го направивме само заради тоа да ни овозможи да ние имаме можност за балансирањето на енергенсите кои што ни се на располагање во остатокот од годината. Цената што ја постигнавме во договор со Тето беше многу пониска од берзанската цена и ни овозможи да ние во 2 месеци направиме значителни заштеди и во хидропотенцијалот, но и во делот на јагленот кој што понатаму ќе го користиме за да можеме да ги продаваме вишоците по многу повисока цена. Ова може да е сепак само транзицијски поволен период за електрани. На крај, важно е дали ќе го исполнувате вашиот план за производство. Вие за 2025 година имате големо потфрлање. Зошто се случи тоа? Потфрлањето ви е повеќе од 30%. Речи си 1/3 од планот не ви е исполнет за производство. Најголема причина за тоа е пролонгирањето на ремонтните активности кај блоковите во Битола, но и во електраната во Кичево. Согласно целокупната документација и наследената состојба, која што ја затекнавме кога дојдовме на чело на компанијата, ние утврдивме дека во тој момент блок 1, кој што не беше ремонтиран во септември 2024 година, дека ќе треба да влезе во капитален ремонт во 2025 година, а ремонтите на блоковите 2 и 3, кои што беа само делумно спроведени во 2024 година, ќе поминат во низ период на еден редовен ремонт. Со отварањето на секој од блоковите се утврди дека се наоѓаат во многу полоша состојба од таа која што ја очекувавме и наместо 60 дена капитален ремонт на блок 1, ние инвестиравме 120 дена, наместо редовни да кажеме ремонтни активности на блок 2 и блок 3, таму имавме ремонти од 90 и повторно 110 дена кај блок 3. Тоа нас не фрли во една ситуација да не можеме да рачунаме на производство од тие блокови во еден подлог временски период и во тој период ние не можевме да го надокнадиме производството од хидрото, бидејќи за жал и 2025 година беше посушна, односно приливот на хидропотенцијалот, односно водните дотоци беа пониски од годишниот просек. Сега, кога станавте свесни за проблемите со ремонтите на блоковите? Зошто ве прашувам ова? Вие доаѓате на чело на електрани некаде на крајот на летото 24 август 2024 година. Планот е сепак план за 25 година. Имавте ли доволно време во тие неколку месеци сепак да не предвидите толку големо производство, за сепак на крајот и потфрлањето да не ви биде толку големо? Вака сега. Планот за
производството и целиот финансиски план се носи во последниот квартал од годината. Се почнува да се работи во септември и се завршува негде до крајот на ноември месец. Врз база на сите информации кои што ги имавме тогаш кога дојдовме, ние направивме план кој што требаше да овозможи покривање на конзумот, а се заснуваше врз база на претходни информации, односно состојбата на инсталациите и во Битола и во Кичево. Ние можевме да бидеме помудри, па да направиме по-песимистички план, а при тоа да се осигураме дека ќе биде реализиран. Меѓутоа, целта на ова раководство не е да им погодува на медиумите и да проектира дека својата успешност се темели само врз база на тоа дали или не го реализирале или не го реализирале планот за производство. За жал, во оваа компанија постои една тенденција каде што успешноста на работењето на компанијата исклучиво се мери околу процентот на поголемо производство или помало производство во однос на претходните години. Целта на ова раководство ќе биде секој пат да ние произведеме достаточно количество на електрична енергија за да го покриеме конзумот, но и да имаме дополнителни приходи и на тој начин ја изведеме компанијата на поставен. Следејќи логиката за која што зборувате за тоа како се мери успешноста, ако ми се коректни бројките, електрани лани произвеле 2600 гигават часови електрична енергија од планираните 3900, така? Не. Не? Минатата година ние произведовме 3,2 терават часови или 3200 гигават часови од планинарите 3900. И сме на скоро исто ниво како 2024 година. Вие знаете дека во секоја поголема компанија обично буџетите и плановите за наредните години се прават во рамките на 3 до 5% во однос на перформансите од претходната година, за да бидеш на сигурната страна, односно да се биде на сигурната страна, меѓутоа ние не функционираме на тој начин. 3,4 или 3,2 теравати? 3,2 теравати се во 2025 година, а 3,4 во 2024 година. Да, 3,2 е 2021, кое што беше во последните децени најслабата година, практично 2025 се изравнува со 2021 година. Сега го слушате тоа, опозицијата обвинува дека практично планот за производство на струја не се исполнува за да се остави што поголем простор за набавка на електрична енергија, алудирајќи дека тоа е просторот во кој што може да се прават некакви договори, при што се спомнува дека една од главните улоги ги има Министерката за енергетика, понатаму се спомнува името на Душан Адамовиќ, функционер на СНС на Вучич, кого Македонија го предложи за почесен конзул во Србија. Кој е вашиот коментар на ова? Видите, јас никогаш до сега не сум, нити планирам да коментирам изјави од одредени политички партии. Меѓутоа, бидејќи веќе ме прашате, јас само ќе одговорам кратко дека тоа е небулоза и надвор од било кој сенс или логика. Компанијата има склучен договор со 17 добавувачи, кои што може да се јават на нашите огласи за набавка на електрична енергија. Веднаш по доаѓањето на чело на оваа компанија дадов налог сите наши набавки да бидат јавно објавени, да бидат транспарентни. Било кој може да направи анализа на компаниите кои што учествуваат на тендерите за испорака на електрична енергија и таму да видат за кои компании станува збор и кој стои позади таквите компании. Така да, краток одговор на вашата констатација или прашање е дека тоа апсолутно е небулозно. Вие го познавате Душан Адамовиќ? Не. Спомнавте министерката во целата оваа констелација. Ве молам имете во предвид дека и де јуре, но и де факто, МЕРМС или Министерството за енергетика нема никакви ингеренции врз работата на АДС-ано. Сега, ова е моето прашање во однос на тоа што го зборувате неколку пати, а сте го констатирале во однос на ремонтите. Дали за тоа е известено јавното обвинителство? Се уште не, бидејќи се подготвуваат материјалите за да може да доставиме кривична пријава.
или кривични пријави. Вие ќе ги доставите тие? Ние. Добро. Се уште големи суми се трошат на ангажман на надворешни фирми за ископ на јаглен и јаловина, за транспорт. Еден таков договор беше и јавно експониран, оној со релативно малата топлина од Охридското село Подмолје од април минатата година во износ од околу 28 милиони евра со се ДДВ. Тоа што бодеше очи во тој договор е фактот дека малата топлина е носител на набавката, а за подизведувачи има фирми гиганти. Например, Топлина во 23-та имала 95 вработени, трите компании кои што и се подизведувачи имаат 1500 вработени. Топлина во 23-та имала приходи од 12,5 милиони евра, а трите подизведувачи 135 милиони евра. И сега знам дека е тешко за вас да се абстрахирате од позицијата на која што сте. Знам дека ќе ми кажете дека што е незаконски овде, но еве ако се обидете да се ставите во позиција на надворешен наблюдувач, нели е логично некој од гигантите да е носител на конзорциумот и да ја добие набавката, а не релативно малата топлина од Подмолје? Ние не смееме да наблегуваме во такви анализи, нити пак ги преципираме нашите добавувачи на мали, големи или средни. Она што е наша обврска е да ги детектираме нашите потреби и тие истите да ги артикулираме преку јавни набавки, согласно законот за јавни набавки, каде што ќе побараме економските оператори да ги исполнат нашите услови. Зашто компанија влегла во аранжман да притоа се јави како главен носител, а позади незе стојат субјекти кои што декларативно се поголеми, најверојатно ќе треба да се обратите до истите, бидејќи не сме ние тие кои што можеме да влијаеме на тие процеси. Како оди исполнувањето на договорот со Топлина? Тековно се исполнува во рамките на предвиденото. Договорот истекува на 9 сега за некој ден, меѓутоа финансиски не е исцрпен и ќе идеме со продолжување на истиот со анекс на договорот. Уште колку проценти не е исцрпен? Помалку од 18%. Имате неисполнети? Неисполнети. Добро, има тековно уште една јавна набавка објавена за брод Гнеотино, бидејќи оваа за која што зборуваме се однесува на брод Гнеотино. Зашто е таа набавка? Бидејќи првично се чинеше дека е за да ја субституира оваа, односно да најдете нов оператор за Војднина. Бидејќи имаме проблем со основната и помошната механизација, не сме во можност самостојно да ги реализираме нашите планови согласно дополнителните рударски проекти за отскривка, односно за ископ на јаловина, и мораме да ангажираме надворешен, односно економски оператор, кој што за наши потреби ќе ги копа тие количини на јаловина. Тоа е практично помош на конзорциумот на Топлина? Дополнително. Значи, се работи во сосема друго откопно поле и е суплемент на оно што сега го имаме во договорот со овој економски оператор кој што го спомнавте. Кога сме кај јавните набавки, медиуми објавија, конкретно политичката партија Левица ве критикуваше затоа што тендери од електрани добија, меѓу другото, Рудкоп, фирма за која што мислам дека веќе има и обвинение за местен тендер за ископ на јаловина во рек Битола, како и Пуцко Петро, чиј собственик е опфатен со истрагата за набавката на мазут за ТЕЦ Неготино во периодот 21-23 година. Кој е вашето објаснување за ова? Нема потреба да го објаснувам, бидејќи веруете ми дека ние никако не смееме да се однесуваме надвор од Законот за јавни набавки. Законот за јавни набавки точно нас не насочува како да постапуваме при секој јавен тендер во услови кога понуда ќе достави било која компанија, а при тоа ги исполнува сите услови и е дава најевтина цена.
Добро, значи ако функционира, ако работи, ако нема негативна референца, ако може да се јавува на тендерите, тоа е, Така е. одговорот на ова што го зборувате. Господин Озунчев, многу пати во минатото слушавме за идеја, па дури и тргнуваа процеси на набавка на сопствена механизација од електрани пред се за потребите на рек Битола и на другите капацитети. Зошто никогаш не се реализираше тоа? Добро прашање за кое што во овој момент навистина не го знам одговорот. Можем само да шпекулирам, меѓутоа не би сакал да навлезам во шпекулации. Факт е дека во 2017 година на почетокот... Добро, идејата е, извинете, ќе продолжите, идејата е дека веројатно на сите раководства им било многу поисплатливо да ангажираат надворешна механизација отколку да решат да купат своја. Не на сите, само на оние помеѓу 2017 и 2024 година, затоа што во 2017 година бил распишан тендер за набавка на механизација, кој што е поништен во крајна фаза на реализација со директорот нов кој што доаѓа на чело на компанијата во август 2017 Беше година. распишан, мислам дека и во меѓувреме, меѓутоа потоа нешто се случи, се одложи тој процес поради случајот со Трансмет. Мислам дека очекувањата беа дека од таа компанија дел од механизацијата ќе заврши кај електрани, меѓутоа тоа не се случи. Но еве сега вие можеби имате шанса да набавите нова механизација. Не, сега јас, односно ние немаме шанса, бидејќи шансата е пропуштена на времето. Во услови кога ние имаме уште многу мал период за експлоатација на рудниците и работа на термоблоковите, во овој момент нема никаква логика да ние набавуваме механизација која што е во рангот на вредност помеѓу 200 и 300 милиони евра. Добро, и ќе ги затворате рек Битола и ТЕЦ Осломле во 2030 година? Се зависи од тоа дали ќе успееме ние да добиеме од меѓународната заедница пролонгирање од релевантните институции во меѓународната заедница пролонгирање на тој рок. За жал, нашите претходници имаат подпишано заем за ликвидност во износ од 100 милиона евра кон ЕБРД, кој што, меѓу другото, предвидува и транзиција кон обновливи извори на енергија и затварање на рудниците и на термоблоковите заклучно до 31 декември 2030 година. Добро, и вие ќе барате сега пролонгирање и веројатно тоа нема да биде за година-две, ќе биде за 5, за 10 години. Тогаш не ли го прави логично прашањето зошто не влезете во набавка на дополнителна механизација? Lead time, односно од моментот на подпишување на договорот со било кој добавувач до моментот на испорака е помеѓу 3 и 4 години. Ние прво немавме средства за таква набавка, нити во овој момент ја имаме. За да можеме да ги обезбедиме, ќе треба да се позајмиме. Ниту една институција банкарска во Европа, ниво нашата држава, нема да не финансира за набавки кои што се поврзани со експлоатација и производство на електрична енергија од јаглен. Што се плановите? Да, кажете. Доколку и ги обезбедиме таквите средства, ние таа опрема денеска да го распишеме тендерот, нема да ја добиеме пред 2030 година. Добро, пред да ве прашам за стратегијата, сакам за уште еден трошок што не е за занемарување, а е дел од целиот процес на производство на струја, тоа е увозот на јаглен. Го спомнавме во еден дел од разговорот, го увезувате со повисока калориска вредност од оној што се ископува од нашите рудници, така обезбедувате кога го мешате малку повисока калоричност на вкупната количина на јаглен. Сега, во каков сооднос во овој момент е јагленот ископан дома со увезениот јаглен? Така. Ајде вака да тргнеме од потребите за увоз на јаглен. Како што напоменав на почетокот, просечната калорична вредност на произведениот јаглен е околу 430 килокалории, а оне што го везуваме е околу 1950 килокалории врз килограм. Секој пат во бункерите имаме мешање во сооднос 4:2, односно 4 бункери ги полниме со домашен јаглен, а 2 со увозен јаглен и така постигнуваме соодветен микс кој што ќе ни возможи по-оптимална работа на самите котли. На тоа и мазут. На тоа и плюс мазут, да. 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 Но добро, сега зборуваме за увезениот јаглен. Така, годишно
увезуваме помеѓу 600 и 800.000 тони, а произведуваме околу 3 милиони тони. Тоа значи, бидејќи не ги фатив убаво бројките, Значи, помалку од милион тони увезуваме, односно купуваме. Официјално не увезуваме, бидејќи ги купуваме од домашни субјекти. Меѓутоа, купуваме, набавуваме помалку од милион, а произведуваме околу 3, значи 3:1. 3:1. И во овој момент е истиот сооднос. Да. Имаше забелешки за еден од добавувачите, Хип Петрол, мислам дека се вика компанијата, дека компанија без искуство во овој дел добила набавка да добавува јаглен за потребите на електрани, дека компанијата е косовска, дека ќе носи јаглен од Грција, па повторно дел од политичките партии ви забележуваа за тоа дека сте дале работа на неискусна и компанија која што може да биде доведена под прашање. Ајде да тргнеме прво од факторот искуство. За да се продаде јаглен на АДСМ нема потреба од искуство, бидејќи тие компании не го прават копањето, не го прават сортирањето, туку само организираат набавка од рудниците производители на јагленот, транспорт и испорака. Секоја една компанија која што има доволно финансиска моќ да го финансира тој бизнис, а при тоа овозможи набавка на квалитетен јаглен, бидејќи не сите имаат можност да допрат или да дојдат до производителите, може да се јави со конкурентна понуда кај нас и да биде избран на јавен оглас, што ние го распишуваме за набавка на јаглен. Тоа е во делот на искуството. Во делот на потеклото, тоа беше повторно една небулоза, иако напоменав дека не сакам да коментирам изјави, политички изјави, сепак повторно ме натеравте да навлегувам во елаборирање на некои нивни ставови. Не само што таа компанија не е косовска, таа е локална компанија која што е основана во Скопје и е во собственост на граѓанин на Република Македонија. Колку пари трошите, колку во 2025 потрошивте за увоз на јаглен? Во 2025 година набавивме 800.000 тони со просечна вредност од 50 евра по тон. Вкупната сума е 40 милиона. 40 милиона евра. Сега веќе почнавме да зборуваме за иднината, за неспорната транзиција која што мора да се случи. Таа во овој момент не ја гледаме, но што е реалистично на тој план дека ќе се случи? Во Битола и во Неготино. Спомнав дека сме во голема инвестициска офанзива. Во овој момент го реализираме втората фаза од ветерниот парк Богданци, нови 13,6 мегавати производствен капацитет кој што треба да биде на мрежа во втората половина на 2027 година. Таму следи трета фаза од нови 50 мегавати кои што би ги имале до крајот на 2029 година. Тоа е во делот на ветерниот парк во Богданци. През случување сме на договор со изведувачот кој што треба да ги гради новите фотонапонски електрани во Битола и во Кичево. Значи станува збор за Битола 1 со капацитет од 20 мегавати и Кичево, односно Осломеј 2 со капацитет од 10 мегавати. Оперативни ќе ги имаме кон крајот на 2027 година. Но се тоа за што до сега зборувате не е така наречена базна енергија, нели? Која што е практично основата, која што мора да се има ако сакаме да зборуваме за стабилен и предвидлив енергетски сектор. Битола 1 термоелектрана CHP, која што во комбиниран циклус ќе произведува и електрична и топлинска енергија за потребите на централното грејење во градот Битола, очекуваме да биде на мрежа до крајот на 2030 година. Се работи за капацитет помеѓу 250 и 300 мегавати, во зависност од податоците кои што ќе ги исфрли физибилити студијата. Веќе добивме грант од 2,4 милиона долари од Светска банка, кој што ќе го искористиме за изработка на физибилити студијата, за избор на консултант и целокупната проектна документација поврзани со овој проект. 2030 велите ќе биде на мрежа? Да, тоа е оптимистички. Веќе имавме неколку
состаноци со Светска банка на оваа тема. Они го препознаваат приоритетот и ургентноста за една таква работа и ни стојат на располагање да ни помогнат во сите процеси, поврзани и со документацијата, со начинот на спроведувањето на тендерите и обезбедувањето на гасни турбини од реномирани производители, за да можеме да имаме оперативно до 2030 година. Со колкав капацитет во моментот работи еден блок на рек Битола на Јаглен? Просечната, да кажеме, моќност со која што ги возиме блоковите е околу 140 до 150 мегавати. Значи, оваа инвестиција би требало да субституира два блока Така од актуелниот капацитет и моќност на блоковите во рек Битола. Неготино? За Неготино планираме гасна електрана која што во комбиниран циклус ќе ја задвижува и парната турбина на ТЕЦ Неготино. И она што во моментов го имаме како ладна резерва на мазут, да го трансформираме во целосен производствен капацитет на газ. Со каков капацитет? Во зависност од очекуваните податоци што треба да ги сврли физибилити студијата, очекуваме да биде помеѓу 350 и 450 мегавати. Да одиме со долните граници. 350 Неготино, 250 Битола, тоа се 600. Дали се тие доволни за Македонија? Да, доволни се во делот на базната енергија. Имајте во предвид дека имаме и неколку хидропроекти кои што паралелно ги развиваме, како што се Козјак 2 и 3 и долго очекуваниот грандиозен проект Чеврени Галиште. Има ли таму нешто? Се движи ли? Слушаме многу потенцијални идеи, можности за негова реализација. До сега не се случи ништо. Се работи на овој проект. Вие знаете дека во минатото имало многу физибилити студии, многу можности за се реализира и до сега ништо не е реализирано, меѓутоа Претходната влада стигна дури пред одлука практично за подпишување договор. Па не би сакал да навлезам од аспектите на таа иницијатива, бидејќи таму многу работи не беа како што треба, меѓутоа дефинитивно оваа влада е на линија да се даде апсолутен приоритет на овој проект кој што може да ни ги задоволи потребите од производство на електрична енергија за идните генерации. Една од тезите беше ни треба тоа да биде наш домашен државен капацитет. Ја држите и вие таа линија? Видете, дали ќе биде тоа 100% инвестиција на АДСМ или ќе биде некоја друга форма, во конкретниот случај зависи од повеќе работи. За моја среќа не сум јас тој кој што треба тие работи да ги коментира. Она што мене највеќе ме радува е што веќе сме во подмината фаза од иницијалното договарање во врска со тој проект. И јас очекувам дека веќе во наредниот период точно ќе се знае на кој начин ќе биде изграден овој мегапроект. Добро, а што ќе се случи со рек Битола, со овие капацитети кои што работат на Јаглен? Видете, и со Битол 1 гасната електрана и со Неготино 1 гасната електрана ние ќе добиваме нови производствени капацитети кои што фактички ќе треба да го заменат сегашното производство на електрична енергија од Јаглен, односно од мазут. Она што е известно е дека ние и понатаму, додека можеме, ќе го користиме производството на електрична енергија од термоблоковите во Битола, а онеј момент кога ќе добиеме сигнал дека ќе треба да направиме забрзан фейз-оф, односно да го намалуваме производството и до одреден момент да го згаснеме, ние целосно ќе ги ремонтираме и ќе ги конзервираме за да бидат ладна резерва. Ќе имате дозвола за тоа од европските партнери? Зашто да не? Земете го случајот со Германија. Сите нивни термопосторки се конзервирани и служат како ладна резерва. Добро, и за сам крај само се расчистили случајот со троењето во рек Битола? Да, се расчисти. Очигледно е дека има несреќен сплет на околности кои што возможеле да настане така наречена крос контаминација на одредени ланч пакети или пакети со храна која што била служена во трпезаријата на рудникот. Само за потсетување, таа храна топлиот оброк се подготвува во кујната во мезата во термото
и потоа се транспортира со специјално возило во трпезаријата од рудникот, која што е оддалечена некои си 5-6 километри од локацијата каде што е мезата. Ставно збор за лазања конкретно. Да, се работи за топол оброк кој што бил подготвен врз база на млеко, месо и тестенини. Првичниот сомнеж беше дека се работи за контаминирани намирници. Меѓутоа, примероците кои што беа земени од надлежните институции покажа дека контаминацијата не доаѓа од намирниците, туку дека во оној логистички процес на транспорт на храната од локација А до локација Б има настанато така наречена крос-контаминација. Целиот овој несреќен случај нас не натера да ние направиме комплетна ревизија на протоколите за хигиена и истите се веднаш и имплементирани. Јас очекувам дека за многу брзо време повторно ќе ја отвориме мезата во термото, а начинот на служење на храна во рудници е комплетно променет. И колку на крај се испостави дека биле затруени? 24 наши колеги имаат трување од салмонела. А 191 пријавија тегоби. Да, добро, видите, во тој налет на тегоби кои што дента беа пријавени, сите беа третирани соодветно од соодветните медицински служби, сите беа ставени под посебен протокол на испитување, сите кои побара боледување или одмор на сите им беше овозможено тоа, иако само кај 24 наши колеги е констатирано труење. А сите 191 беа проверени? Да. Добро. Ви благодарам за овој разговор. Благодарам и на вас. Почитувани, гледавте интервју со претседателот на управниот одбор и генерален директор на акционерското друштво во државна собственост Електрани Лазо Узунчев. До крајот на емисијата уште редовната саботажа. Пријатно.